Во собранието стигнаа нацрт амандманите кои согласно договорот од Преспа и заклучоците на собранието беа усвоени на денешната владина седница. Според премиерот Заев, амандманите се направени во инклузивен процес, со што, како што рече, преку процесот на помирување ќе биде испратена сериозна порака до граѓаните дека се надминати големите политички делби. Во нацрт амандманите на Уставот се вградени и предлозите на новата независна пратеничка група на ВМРО-ДПМН. Премиерот се надева дека за амандманите ќе гласаат и други пратеници и апелираше овој процес да продолжи заедно. Нема ништо спорно, како што реков, стручната академската јавност оцени дека предложените насоки се во согласност со меѓународното право и меѓународните стандарди за човекови слободи и права и особено со интересите на Република Македонија и нејзините перспективи низ евроатлантските интеграции. Првиот амандман се однесува на замената на зборот Република Македонија и Македонија, соодветно со Република Северна Македонија и Северна Македонија. И тоа се прави насекаде во Уставот, освен во членот 36, каде што има историски аспект. Изборува за антифашистичката борба и ја создадува Македонија. И тоа е тој историски аспект. Вториот дел е делот на преамбулата, каде што одлуките на АСНОМ се заменуваат со прогласот од првото заседание на АСНОМ и се додава Охридскиот рамковен договор за да биде конститутивен елемент на државата. Третиот амандман се додава само еден став, а тоа е Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави, која што дава посилни гаранции за трајност и неповредливоста на границите со Грција овде, иако се однесува за сите соседи. И четвртиот амандман покрај потврдувањето на македонскиот идентитет стои дека Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство и ги унапредува нивните врски со татковината, токму тоа е за диаспората наша, која што останува грижата. Заев вака појасни зошто Охридскиот договор се најде во амандманите, но и зошто наместо одлуките на АСНОМ ќе стои прогласот на АСНОМ. Како што реков и денеска, Охридскиот рамковен договор и досега е вграден целосно во Уставот на Република Македонија, а приликата и аргументацијата која што беше дадена во целата оваа дебата со пратениците и овде во владата беше дека кога се отвара веќе Уставот, редот е да биде вграден и насловот Охридски рамковен договор како конститутивен елемент, затоа што тоа е дел од нашата конституција, од нашиот устав и затоа и на крајот пресековме дека треба да остане. Дел од одлуките на АСНОМ велат македонци од Грција и Бугарија обединете се. Тоа не е пријателство. Прогласот го нема тој дел и заради тоа конечно се осврнуваме на прогласот на АСНОМ, кој што апсолутно зборува за единството во државата, кој што зборува за демократијата, за државотворноста на државата, за слободата, за човековите права и слично, и тоа е фер пристап на градење на пријателство. Впрочем, договорот или спогодбата со Грција е воспоставување на трајно пријателство со нашиот јужен сосед. Новата независна пратеничка група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија потврди дека владата ги прифатила предлозите со кои се гарантира македонскиот идентитет, доколку Грција не го ратификува договорот и повторно блокира да има поништување на сите уставни амандмани, постепена промена на името, како што ќе се отвараат и затвараат поглавјата во преговорите со Европската унија, ги повикаа своите колеги од ВМРО-ДПМН да учествуваат во овој процес. Во оваа фаза сега нели станува збор за нацрт амандмани, значи во оваа фаза нашите нацрт амандмани ќе бидат вградени во текстот кој што ќе биде доставен од страна на владата до собранието врз основа и на нивните нацрт амандмани. Значи во оваа фаза. Како ќе оди понатака, мислам ќе го следиме целокупниот овој процес на дебата, на инклузивност, на вклучување на сите и потоа ќе ви информираме, нели ќе бидеме во контакт во таа насока. Во понеделник, независната пратеничка група ќе достави иницијатива за формирање на интерпартиско парламентарно тело за помирување и интеграција. Во текот на идната недела, амандманите ќе се разгледуваат на Уставната комисија, но процесот паралелно ќе тече и во Законодавно-правната комисија. За секој амандман има рок од 3 дена. Јавна расправа ќе има, откако нацрт амандманите ќе бидат усвоени.